Вау. Фала, наистина многу инспиративна порака и вовет, ја би рекол. Ја верувам дека секој вовет наш, секој наш говор треба да биде, или центарот на нашиот говор мора да биде Исус. И јас стварно не знам подобро, или што би било подобро во нашите животи отколку да зборуваме за Исус. И некогаш ние ги менуваме темите или па ги формираме зборовите и велиме денеска ќе зборуваме за не знам, за благодат ќе зборуваме денеска, или денеска ќе зборуваме за вера, или денеска ќе зборуваме за љубов, и денеска ќе зборуваме за крстот. Но сето тоа, сите тие наслови или сите тие теми, ако ги наречеме така, сите тие пребиваат во една личност. И интересно е што со Тони не сме се договарале што ќе зборува он или што ќе каже он или што ќе кажам јас. Али имав намера имав. Не го направив тоа бидејќи можеби не сум добар артист или вика сликар, али сакав да нацртам нешто. Имав една намера и една идеја и можеби ќе направам некојаш друг пат да нацртам нешто со цел да го илустрирам подобро тоа што сакам да го кажам. Некогаш е многу полесно. Ја мислам дека ако си креативна личност, ако си уметник кој што знае да се изрази со слика, затоа што луѓето велат дека една слика е колку зборови. 1000 зборови, значи ја треба 1000 зборови да ги искажам, додека еден човек доаѓа и вика ова. И ти го покажи, тоа ли? Тоа. А ја треба тука 1000 зборови да ти изнакажам, да дојдам до и да кажеш, тоа сакаше да каже Зоран за 50 минути. Тоа бе тоа. Така да некогаш е добро да ги имаме тие дарови помеѓу нас кои што знаат да се изразат. Но сакав да нацртам една слика каде што сакав да направам два центри. Значи имав како две места каде што ќе илустрираат два центри. И пред го замислував тоа, како да го опишам тоа центарот. И потоа замислував да биде тоа некаков си круг, нели, кругот и има центар. И после тоа си размислувам, па чекај сега, не се во нашите животи е круг. Не се е, како да кажам, во една обична форма. Нели, како да кажам, сите знаете што е круг, така? Нели, ти кажуваше за тој слабо му идел у школа, ама најверојатно сите знаеме што е круг, така? Сите знаеме што е квадрат. Али интересно е што животот не е секогаш круг, не е секогаш округло. Најверојатно, ако не и сите наши животи се некако заземаат некои не само праволиниски него многу кривини има на сите страни. Некогаш ние ги сакаме тие кривини. За тие кои што се малку постари сега, еден од најкористените зборови во војска или дури во училиште беше зборот кривина. Се каже, си фатив кривина. Тоа со други зборови значи патот што сите го одите вие, ја сега тргнав на страна. Ја пак ја стигнам таму некаде, ама важно не идам по вашето. Фатив кривина, некаде отидов на страна. И најверојатно животот не е секогаш праволиниски, како што ние го замислуваме. И најверојатно една од најлошите илустрации кои што оние кои што проповедаат, би рекол, или може би оние кои што сакаат да проповедаат, и оние кои што најискрено сакаат да објаснат убавината на Бог и добрината на Бог и велат, ти само верувај во Бог и се ќе биде окей. И некој каже, стварно ќе биде окей. Да бе, да. И ќе му кажеш, Бог е добар, Бог е ваков. И човекот ќе се возбуди и каже, леле, ја ваков Бог сакам. Некој кој што ќе ми направи да биде многу добро во мојот живот. И сето тоа е вистина, тоа е апсолутна вистина. Но заборавајќи да им објасним на луѓето, знаеш што, но местото каде што живееш, луѓето околу тебе не секогаш ќе се сложуваат, ниту пак ќе веруваат истото тоа што ти го веруваш. И во таа твоја возбуда, кој ќе го приметиш Исус, кој ќе го прифатиш Исус, кој ќе почнеш да живееш со Него, ти си возбуден и велиш, знаеш што, Исус постои, Исус може да те спаси, и они ти кажат, беге бе од мене. Ама ти ми кажа, ти не знаеш колку е тој добра, беги ти шлапна некоја. Дали сте имали некои блиски средби, блиски сусрети, како викаат. Ти сакаш да му го покажеш најдоброто од Бог, а тој ти вика, тргни се од мене. Дури имате луѓе кои што од кога ќе ми кажете најдобрата вест, ќе го доживеете најлошото од нив. И тоа е чуден парадокс. Вие го сакате најдоброто за нив, а они па во исто време сакаат да ви го направат најлошото што може да ви се случи.
И тогаш, најверојатно тогаш, е најголемиот тест за нас христијаните. Тогаш е најверојатно најголемиот тест што ќе правиме со тие, со оние кои што сакаме да им го направиме најдоброто, а всушност најлошото се случува од нивна страна. И најверојатно тука е тој најголемиот тест за нас христијаните. И сега ние веруваме и тогаш најверојатно ќе треба да се најдеме во таа песна и да кажеме Господи, јас ти верувам. Затоа што кога се ти е окей, кога се ти врви добро, многу е лесно да се пее таа јас ти верувам. Најверојатно најлесно е да се пее тогаш. Но кога имаш опозиција, кога имаш протиставување кое што ниту ти си го барал, ниту па го заслужуваш, тогаш најверојатно е најдобриот момент да се отвори устата и да се каже јас ти верувам. Јас не го разбирам моментот како ова ќе се реши. Јас не разбирам, мојот ум ја нема логиката да ја реши оваа ситуација. Знаете, бев пред кога бевме, чекај се, пред недела дена бев во една шведска црква и јас сакам да си пророкувам на луѓето. Така сте ми приметиле. Сакам да го користам тој дар. И одбрав неколку луѓе, имаше многу луѓе, но одбрав еден човекот седи, жената негова до него. И ја викам, дали ти го познаваш? Викам, дали ти го познаваш овој човек? И викам, маш ми е, викам, се шегувам, знам дека ти го гледам тоа. Али како и да е. Му велам и почнам да му зборувам на сопругот, ти си најдобрата личност, ти си толков мир има околу тебе, му ги кажав најубавите работи што можеш да му ги кажеш на човек, најверојатно. Поготоа на маж. И велам, и потоа пред сите, велам, дали ова прави смисла? Викам на незе, дали ова прави смисла? И она даде еден коментар, но беше многу краток коментарот. Океј. И потоа, после службата, седнуваме, имаше како некоја, како си тоа, не е закуска, него на шведски е фика, тоа е како благо нешто ти дава, се не знам како да го опишам тоа. Како десерт нешто така. Седиме таму и жената ми вика вака, вика Зоран, викам, сакам да те прашам нешто. Ајде прашај ме. Вели вака, се што му кажа на мојот сопруг е всушност диаметрално спротивно од тоа што е тој сега. Значи, не само што е спротивно, него скрос е спротивно, значи, екстремно е различно. Знаете што ја реков? Викам, супер, јас јадам тортичка, некој, викам, супер, ова мора да е Господ. И он вика, јас сум сега збунета. Јас сум буквално збунета. Значи, тоа е, буквално го прави спротивното на сето тоа ти што го опиша. Викам, сега сум 100% сигурен дека е Господ. Ама како може? И знаете, и почнавме да разговараме, почнав да објаснувам. Видам вака. Она што јас и ти го гледаме е нашата перцепција на тоа каков е човекот, неговите однесувања, неговите навики, неговите убедувања, неговиот инерцијата по кој што он живее, дали тоа било од татковска страна, од мајчина страна, од роднинска влијание, дали тоа било од околината која што е влијала врз него. И ние тоа го гледаме, заборавајки дека Бог не гледа така. Или подобро кажам, Бог на различен начин го гледа тој човек. Иако тој човек се однесува спротивно од сето она што ние го сакаме да го видиме во неговиот живот или да биде добар човек, Бог се уште го гледа него со негови очи. И затоа кога некогаш им пророкуваме на луѓето, а не прави никаква смисла, не секогаш е така, али во моменти каде што точно знаеш дека уверен си, му зборуваш на човекот и знаеш дека нешто се случува и му зборуваш, и тогаш тој до него вика, не, ова е скроз обратно, спротивно е. Викам, не, ова е Светиот Дух. Зашто? Тоа што ова е начинот на кој што Бог размислува за тој човек. Ова е целта на Светиот Дух. Не да го, видите, многу често ние замислуваме дека кога некој ќе пророкува, ќе го извади некого, нели ќе каже, абе ти стани, и ќе му каже најлошото, ќе каже, ти си бараба, ти си ваков, ти си таков, вчера украде нешто, вчера, и ние мислиме така Господ зборува. Не, така зборува човек кој што е фрустриран на другите. Но Светиот Дух си има своја замисла како секој еден човек треба да функционира.
И знаете, јас сум импресиониран. Ја лично сум импресиониран. Едно од големите работи што мене ми е многу блиска, најверојатно некој каже во мојата душа, во мојот ум, е музиката. Значи, јас секогаш, кога и да слушам некоја песна и сум целиот запрепастен од нејзига, ако живеете со мене, до мене некако, ќе видите дека ја можам да слушам една песна со сати и таа да се врти. Тешко на тие кои што живеат со мене. Тешко на нив. Јас се сеќавам пред многу години, ова е пред 25 години, ја 6 месеци, значи 6 месеци по 24 сати слушав едно CD. Брат ми живееше во мојата соба. Брат ми дојде до рап на нервен слом. Значи тој веќе не можам да ги поднесам. 6 месеци, значи дење ноќе, значи тоа цедото не престана, само врти. И тоа не беше некоја пријатна мелодична музика, тоа беше најбучната, најгласната метал музика што некогаш може да ја измислат. Значи 6 месеци. Не излезе цедото, не престана да врти. Ја уживам во музиката. И кога ќе размислувам и секогаш бивам запрепастен. Баш вчера слушнав една песна и нонстоп ја вртам дома, нонстоп. И си викам, како бе не сум ја слушнал оваа песна? И потоа си размислувам, замисли се, јас викам на себе си, колку уште повеќе има песни што јас не сум ги слушнал. И колку се тие убави песни кои што некој некаде ги измислил во некој друг континент и тие постојат, а ја уште не знам за нив. После си размислувам, се викам, леле, замисли колку има убави слики на секаде низ светот. Ја имам видено само дел од нив. Замисли колку убави работи има создадено низ целиот овој свет. Потоа размислувам, си викам, Зоран, замисли колку убави луѓе има на оваа земја. Ја имам видено само неколку. Имам одбрано најубавата личност да биде до мене. Тоа е мојата сопруга. Али сакам да кажам, колку многу убави луѓе има на овој свет. И потоа размислувам колку убави креативности има на овој свет, какви убави згради, какви убави куки, какви убави планини, какви убави езера, какви убави мориња, какви убави шуми. И сето тоа е околу нас. И потоа ние викаме, Бог го создаде сето тоа, сите тие убавини кои што се уште има листа на нив кои што можам да ги набројувам, и покрај сето тоа, ние се осмелуваме да размислуваме дека Бог размислува лошо за некој човек. Тоа е ужасно. Да мислиш дека тој Бог, кој што е толку креативен, кој што направил толку многу убави, прекрасни работи на овој свет, дека тој Бог ќе размислува лошо за тебе. Тоа не иде заедно. Не иде. Нашиот Бог размислува многу позитивно за тебе. Размислува на начин кој што ниту ти, ниту јас можеме да го замислиме. И дури што и да побараме, Бог вика, леле, да ми побараше уште малку повеќе од тоа. Ефесјани 3:20, еден од моите поомилени стихови, вели, а Бог, кој што може да направи неспоредливо многу повеќе од она што можете да го побарате и да го замислите. Јас вака размислувам кога ќе гледам тој стих, вака се гледам сами од себе си. Ако нешто му побарам на Бог, мојот Бог вика, Зоран, зашто бе толку малку бараш? Ја можам многу повеќе од тоа што го побара. Леле, Господи, извини. И кога нешто ќе помислам, леле, мојот Бог може да направи чудесни работи. Се сеќавате што пеевме? Имаме Бог на што? Бог на чуда. И ние мислиме дека чудо е само тоа што ние сме го виделе. И Бог вика, Зоран, кој ќе побараш или кој ќе помислиш за мене како сум јас сум повеќе од твоето замислено нешто. Така да не го ограничувај твојот Бог, нашиот Бог, во се што Он може да направи, всушност се што Он веќе замислил да го направи за тебе. Дали разбираме дека Бог, знам дека Бог не чека. Тоа го разбирам тој момент. Но постои еден момент каде што Светиот Дух ми го откриваше неговото срце. Тој стварно не чека, ама очекува. И замислете, кога ти и јас се родивме, некој е роден, не знам која година, кој е најстариот тука, 20-та, 30-та година, има ли некој од 20-та? Нема. Тие се малку постари. Негде од 40-та година, нели? Или си се родил, не знам, 41-ва година, 15 јули. И сега ти си викаш, да, обичен ден. Јас се сеќам баш и кажав на Ребека вчера. Ова е чудесно сведоштво. Ја се надам дека ќе ми верувате кој ќе ви го кажам. Океј. Не ми текнува каде беше, најверојатно беше негде во Америка или некој друго место.
И им пророкувам на една личност. И го кажав името, викам, ти се викаш вака и вака. Да, така се викам. Господ ми зборува. И велам, ти си родена, и кажав некоја дата, 23 февруари. И она ме погледна, рече, Зоран, извини. Викам, зашто извини? Рече, грешка си. Викам, во што сум грешка? Рече, за името си управо, ама за датата на раѓање си у грешка. Стварно. Викам, толку го чувствував силно дека си родена 23 февруари. Не. Извини, Зоран, не сум родена 23 февруари, родена сум 27 или 28. Негде крајот на месецот. Вау, викам, како така? Толку ми беше поврзано, толку го гледав Светиот Дух на тоа име, на таа дата и да го промашам. Извини, грешка си. Ја викам, ти извини, затоа што моја грешка е. Другиот ден, жената доаѓа и вели, Зоран, извини. Викам, кажи зашто извини. Вели, зборував со мајка ми. И ја кажав оваа сторија, дека имаш еден човек, еден пророк кој што ми го кажа името и ми кажа нешто чудно, дека сум родена на 23 февруари. Вели, ја не сум родена на 23 февруари, јас сум родена на 28. О, рекла Керко, ја никош ти неам кажано, дека всушност ти си родена на 23 февруари, ама ние немавме време и касно те запишавме во матичното. Ти всушност си родена на 23 февруари. Самата личност не знаела. Да знаете кој знае? Светиот Дух знае. Подобро и од, како си тија, кој министерство е тоа? МВР. Подобро од нив знае кога ти си роден. Амен. Така да Богот на кој што му служиме знае многу подобро и повеќе за тебе него што било кој друг еден човек овдека на земјата знае. Амен. Така да добро е да знаеме дека нашиот Бог е во сите нешта и дека знае многу повеќе од она што ние може да го знаеме, да го бараме, да го замислиме. Така да се враќам назад на тоа пророштво за тој човек и велам и се она ме прашува, ама како? Викам, слушај, после третиот пат велам вака, ја не сум Рут, како е Рут на македонски, како непристоен, ја велам не сум непристоен човек. Јас сум многу смирена личност и сакам да имам трпение, но велам, ова е последен пат што ти одговорам на твоето прашање. И велам вака, ниту ме интересира што ти мислиш, ниту ме интересира што ти мислиш, велам, единствено што ме интересира овој момент е тоа што Светиот Дух го зборува за вас. Ама она, Зоран, ама како ќе се смени овој човек? Викам, ја не можам да ти дадам тебе логичен одговор на твоето прашање, бидејќи го немам. А и да го имам, не сакам да ти го поставам повторно и велам, сега ќе бидам непристоен и ќе кажам, доста, нека збори Светиот Дух. И знаете, тоа звучи некако чудно и тешко, но некогаш мораме да се зачутиме и мораме да престанеме да го бараме нашето. И да кажеме, ако Светиот Дух кажува за тој човек дека е таков, тогаш тоа мора да е така. Ако Светиот Дух за некој кажува дека тој човек ќе биде успешен, тој мора да биде успешен. Зошто? Затоа што тоа веќе е зацртано во Божиот план. И она што Бог очекува од тебе или од мене е да се сложиме со неговиот план многу повеќе отколку да не се сложуваме со тој план, да велиме, абе, знаеш што, јас не можам тоа да го направам. Јас никогаш нема да бидам тоа. Не. Време е да престанеме да бидеме контрадикторни на она што Светиот Дух го вели. Ако Светиот Дух некогаш ти зборувал преку човек, што значи ти пророкувале, или пак ти зборувал тебе лично, или пак си го нашол тоа негде во Словото, во Божиот збор, тогаш немаш никаква причина или немаш никаков изговор. Всушност, имаш заповед да го слушаш тоа што е од Светиот Дух. Амен. Ова беше мало охрабрување за сите вас да бидете малку по, како да кажа, или да бидеме малце по оптимисти, да, кон она што Светиот Дух ни го зборува. Ја немам логичен одговор за твоето решение. Јас стварно немам логичен одговор за тоа како ќе се случи, бидејќи јас не сум тој кој што ти зборувал. Или по да кажам, ја не сум тој кој што го зацртал тој план, али она што станува на мене е да го препознам како во мене, така и во тебе тоа што Бог го ставил. И да се сложам со таа благодат, со тој дар, со тој повик, со тоа помазание, со таа сила која што ти даде на тебе. Така да единствено што ни останува на нас
како браќа и сестри, да се сложуваме, значи да го препознаеме и да се сложиме со тоа што Бог го вели за тебе. Амен. Ето така. Така да сега нека му ја мислат тие двајцата како ќе прават, што ќе прават. А они му зборува готово, ќе се разведувам, викам, не ме интересира више што зборувате вие, не ме интересира. Единствено што ме интересира е она што Свети Дух го зборува. Другото не ме интересира. И знам дека звучи чудно и тешко, но некогаш мораме да го направиме тој дел. Мораме да се сложиме со вистината од кога се сложуваме со луѓето. И се враќаме назад сега. Знам дека ве однесов некаде таму према Ладното, према Скандинавија, али она што сакав да го напишам е да го нацртаме како два центри. Знаете, центар, еден центар тука, еден центар тука. И потоа нели размислував за тоа како да го нацртам, дали тоа да биде круг. И да подобро животот не е како круг, нели? Знае да биде многу кривини да зафати или многу испрекинати нешта да се случуваат. Барем навидум така нас не изгледа. И што беше целта? Целта беше следнава. Постои еден момент каде што за жал ние христијаните знаеме да се излажеме. Океј, значи не дека ќе ни излаже нас ѓаволот, него ние се лажеме со некакви погрешни идеи. И во едниот центар сакав да се ставам или сакав да те ставам тебе. Океј, значи едниот центар тука, а другиот центар да биде Божјото око. Секој каже некој што збори човеков, нешто трече око, нешто меша нешто, каде се око ќе цртал тука, па тука мене ќе ме ставал. Знаете што е најголемиот, како да кажам, најголемата илузија која што ние се наоѓаме често. Зборам као поединци, нели, како личности и поготово емотивно или го доживуваме се ова. Значи, ние наоѓаме дека во словото вели дека ако дека е окото, дека ние сме центарот на Божите очи, на Божјото око, така, на ретината. Значи, ние се наоѓаме во центарот негов. И Бог вели, мислам дека негде во Исаја, вели, оној кој што сака да те допре тебе, всушност ме допира мене. И се замислете како е, дали некој сте биле во ситуација, некој да проба вака да ви бцне со прст у око. Значи, колку и да го сакате тој човекот, значи, колку и да ви е омилен, од моментот кој ќе дојде ви доаѓа со оваа рака вака, бам, затоа што сакате да го заштитите окото. Едноставно морате да го заштитите, бидејќи чувствувате напад на средината на окото. И сега Бог вели за нас дека ние сме центарот на неговото око, на зеницата. Така, значи, ние сме центарот на внатрешнината. И секој обид на било кој да те допре тебе, всушност го допира центарот и ја допира зеницата на неговото око. И Бог реагира. Сеќавате што прочитат они? Секој кој што пробува да го разруши твојот храм, тебе, всушност Бог ќе го разруши него. Зошто? Бидејќи Бог вика, тој е мој, тој е во мене и јас морам да го заштитам. Океј? И сега, значи тоа е едниот центар. И тоа ние викаме, амин, да, дај Зоран, стави го стихот да го гледаме, да го испринтаме, да му ставиме некоја голема слика, да го носиме у новчаник, да го носиме на мајца, бидејќи ни одговара. Амин. Така, ни одговара, викаме, јас сум зеницата на Божјото око. Амин, Маја. Амин. И сите викаме, да, така е. Е сега. Понесени од таа вистина, понесени од таа убавина, викаме, лале, Бог мене многу ме сака, па некој ќе ти каже, Бог тебе те гушка, па те бацува, па не знам што све не ти прави, и сега ти си во таква некоја еуфорија, си кажеш, лале, види колку сум ја на центарот таму. Не сме никој да ме пипне. Е, сега што се случува? И мајки го во предби тоа, и сега доаѓаме во нашите животи. Знаеме дека сме некаде и се случуваат работи околу нас. И сега се случуваат тешки работи, лоши работи, непредвидени работи ни се случуваат, неочекувани работи ни се случуваат. И сега ти во твојот ум знаеш дека си во центарот. Арно ама забораваш дека не си ти центарот на нештата. Ама бидејќи се случува околу тебе, ти кажеш, абе, ја мора да сум центарот. И ти си викаш, леле, сега види, сите ме гледаат мене. Вчера бевме на некоја свадба и сите се дотеруваме, викам, слушај, ние не сме невестата ќе ја гледаат. Што има да се дотерувам? Па и шишкиве да ми се... Нема врска тоа, и да сум испелја некаде, значи нема мене да ме гледаат.
Ама ние како луѓе викаме, мислиме, не бе, сите ќе ме гледаат, чекај да се дотерам, чекај. И се средуваме, зашто ние често, ако не и секогаш, мислиме дека сме центарот на овој свет. И ние секогаш мислиме дека сите нас не гледаат. А уствари, сикат, кој е бе човеков овдека? Овој роднина некој или што е? Никој тебе не те знае. Вака ќе да погледате наши, нека си оди. Ама ти се уште мислиш, ти седиш таму и седиш вака и викаш, кој ме гледа, чека да видам. И ти се уште мислиш дека тебе те гледаат. А уствари тебе никој не те гледа. Никој не те ферма тебе. Ама ти се уште мислиш дека сите очи се свртени кон тебе. И ти си мислиш, што и да направам, сите ќе коментираат на тоа. И често се наоѓаме во таа ситуација мислејќи дека забораваме дека всушност не сме ние центарот некаде, него ние сме во центарот на зеницата на Божиото око, ама заради таа илузија ние мислиме дека ние сме тука центарот и дека се случува околу нас. И ова поднесува многу емоции, многу мисли и некој ќе дојде и каже, леле, не можам да мислам, више глава ме боли. Не знам што, заборавајќи дека всушност Библијата не вика дека ние сме центарот, него вели дека сме ставени во центарот. И многу битно каде сме ставени? Во Божите очи. И тогаш забораваме дека всушност ние го заменуваме всушност центарот на сите збиднувања овдека на земјата не си ти. Не е ниту Македонија. Ја се смеев пред некој ден. Некој напишал само сонцето е постар од Македонија. Значи да е толку смешно. Значи тоа, викам, како му текна на овој човек? Дали е тоа виц, дали е тоа нешто, дали он стварно верува во тоа? Значи, он уствари мисли дека центарот на сите случувања е Македонија. Само сонцето е постар од Македонија. Викам, како му текна овој некој многу духови човек е? Сакам да кажам, немојте да замислувате дека само затоа што работите се случуваат околу вас, дека вие сте центар. Не. Сите работи што се случуваат на земјата се околу една друга личност, што се вика Исус. Сега, причината зошто тебе ти се случуваат тие работи, затоа што таа личност, која што е центарот на светот, одлучила да живее во тебе. Што со други зборови, технички, те прави тебе некаков си центар на случувања. Те прави, но не те прави да бидеш центарот на случувањата. Него само те поднасочува, те вели, слушај, ќе има работи што ќе се случуваат околу тебе, ама тие не се случуваат заради тебе. Тие се случуваат заради мене, бидејќи јас сега живеам во тебе. Тоа е убавината да разбереме и тоа е ослободувањето од илузијата, да цело време мислиме дека мене ме напаѓа ѓаволот. Не те напаѓа тебе ѓаволот. Не те напаѓа тебе овој свет. Светот, кој што ни вели словото, не го сака она што Исус го нуди. Не го сака, затоа што му е премногу тешко да го прифати. И затоа ти, бидејќи сега живее во тебе Исус, имаш противставување. Али немој никогаш да заборавиш дека ти всушност не си центарот на овој свет и дека не се случуваат работите околу тебе, тие се случуваат околу Исус. И затоа сега Исус ни ја дава таа вистина и вели оној кој што е во мене. Или подо кажем, Исус им вели и на учениците и на сите луѓе околу него, вели, јас ќе бидам во нив, јас ќе бидам со нив. И вели, како што таткото и јас сме едно, така ќе бидам јас со нив. Тоа е многу големо ветување. Да Исус каже како што јас и ти сме едно, така и јас, така и они ќе бидат со мене. Исус дава едно неверојатно ветување дека ти и Исус некогаш ќе бидете идентични во својата појава. Тоа е многу тешко и многу, како да кажам, некогаш и недостижно, како да кажам, сите сакат ја да бидам како Исус. Да, ти можеш да бидеш како Исус, ти веќе си оформен да бидеш како Исус, но мораш да го разбереш неговото срце. Не можеш да живееш со своји намери и да бидеш Исус за некого. Него мораш да се сообразиш, или да кажам да се смениш во неговото размислување. И затоа е многу битно да знаеме каде припаѓаме. Дека припаѓаме, ставени сме, веќе сме ставени во зеницата на неговото око и дека се што се случува заради Исус. Ај само 2-3 стиха ќе прочитаме денеска.
Само за да ви докажам дека тоа е така вистина. Ајде идеме во првиот стих, мислам дека е, кој стих го користиме? Во Колошените, прва глава. Вау, ова е неверојатно, овие се 3-4 неверојатни стихови. Значи, ова се чудесни. Ај само ќе ги читаме еден, после ќе отидеме и на 17 18, а па да не збориме за 15 е неверојатен. И вели зашто во него е создадено се што е во небесата и на земјата, видливо и невидливо. Дали било престоли или господства или началства или власти, се е создадено преку него и видите што е најглавното, и за него. Замислете како Исус се чувствува или како Исус те гледа тебе кога ти мислиш дека ти си центарот на се и дека се што се случува заради тебе. И си вика, не им го кажав тоа, не им кажав така, ја им кажав дека јас сум центарот на овој свет. Ама види како ги извртиле работите, како некој ги излажал и се они мислат дека они се центарот на овој свет. Значи, се што е создадено, видливо и невидливо, се е создадено преку него, со една цел, за него. Така да се што обстојува, се што се случува, или да кажам, се што е замислено да се случи, не е за тебе. Не е за тебе, првенствено е за него. Ти можеш да го уживаш тоа, ти можеш да го добиеш тоа, ти можеш да го потребуваш тоа, но не е за тебе. Не е за тебе, тоа е за него, за негова слава, што ние често знаеме да го кажеме тој збор, ама немаме представа што значи тоа за негова слава. Ај само најдем, кој ми беше следниот стих? Ај само ја 3 стиха, мислам дека е Римјани 11:36. Исто го потврдува ова што ви го објаснувам, зашто се е од него, преку него и за него. Нему слава во векови. Амин. Значи, Римјани 11 глава, ако ја читате од почетокот, од први стих, објаснува за сите случувања. Всушност, мислам дека е од 33 стих, што зборува кој некогаш го разбил Бог и неговиот ум, кој некогаш него му бил советник. Исаја, Павле го цитира Исаја, потоа вели чудесна е неговата мудрост, неисцрпни се неговите богатства, го опишува Бог на чудесен начин, само за да дојде до овој израз за Исус вика, зашто се е од него, преку него и за него слава во векови. И потоа имавме кој беше во Јован прва глава, овој стих сите го знаете сигурно, каде што почнува, нели, во почетокот беше Словото, и потоа преминува и се стана преку него и ништо што стана не стана без него. Значи, морате да знаете дека што и да се случува околу вас, во вас, во овој свет е заради Исус. Ако некој е крив, знам дека звучи чудно, ама ако некој е крив за сите случувања, тоа што мора да знаете дека Исус е одговорен за почетокот и за крајот. А знаејќи го Исус, ја знам дека тој никогаш не остава нешто недовршено. Затоа што тој ги усовршува нештата кои што он ги создал. И ако тебе те создал, ако во тебе ставил дух, ако во тебе ставил спасение, ако во тебе ставил живот, верувај ми на мене, верувај му на Словото и верувај му на Исус дека нема да го остави незавршено, недовршено тоа што тој го започнал. Зашто вели верен е тој кој ќе го комплетира, грчкиот збор ќе го комплетира, ќе го направи прекрасно тоа што го започнал во вашите животи. Тоа што ви го зборувал, тоа што ви го пророкувал. Знаете, некогаш ми е интересно да им пророкувам на бебиња. Се раѓа бебето, не знаеш ништо, не знаеш што ќе стане од тој човек, не знаеш колкав ќе стане, не знаеш дали ќе биде низок, мал, крупен, не знаеш. Не знаеш дали ќе сака нешто да прави, дали ќе биде бунтовник во семејството, не знаеш дали ќе биде паметен, не знаеш. Едноставно бебенце. И ти му пророкуваш, ја зборувам дека ова личност ќе биде вака и вака. Знаете што е најстрашното во тој момент? Што ако е блиску до вас, ќе треба да го гледате животот на тој човек и доколку не е компактибилен со зборовите што сте ги кажале пред 10, 20 или 30 години, ќе мора да одлучите дали ќе верувате дека лошо ќе биде со тој човек или нема да биде тоа, или пак ќе се сложите со тоа што Бог му зборувал на тоа бебе пред 20 години. Тогаш е тестот дали ќе веруваш на Бог, дали ќе му веруваш на неговите зборови, или пак ќе се откажеш и кажеш, тешко.
од овој не бива ништо. Или од оваа. Тука е тој тест кој што ние ќе го имаме постојано. Дали ќе се сложиме со тоа што Светиот Дух го зборува, или пак ќе се сложуваме со тоа што ние го зборуваме. И поготово ако имате такви дарови на пророкување, каде што им зборувате на луѓето чудесни, неверојатни работи. Јас сум се наоѓал во ситуации каде што не спасени луѓе, или подобро кажам, луѓе кои што се уште не го искусиле спасението. Не знаат, појма немаат. Библија, што е тоа Библија? Се мачкали на леп, што е тоа? Не знаат, појма немаат. Црква, што е тоа црква? Не слушнале за црква. И јас им зборувам, ти си ваков човек, ти си таков човек. И они блеат во мене, не знаат што зборувам како прво. А камо ли да разберат што им зборувам? Но многу често е дека Светиот Дух ќе му зборува на еден човек со цел да му каже, вака јас размислувам за тебе. Ти размислуваш на еден начин, ама ја вака размислувам за тебе. И затоа е добро да го запознаеме Божјото срце. Добро е да го запознаеме Светиот Дух. Добро е да го запознаеме Исус, како тој размислува. И на таков начин да ги подредиме нашите мисли. Дали тоа ќе биде пророштво, дали тоа ќе биде збор, дали ќе биде утеха. Знаете, често се наоѓам себе си размислувајќи вака. Луѓето што повеќето од вас што ве знам, тука во црква или да кажеме во другите цркви, во другите места кај што сум бил, најверојатно сум им пророкувал на сите, најверојатно. Океј, значи не може би каже некој мене Зоран, океј, тебе ќе те средиме после на крај, али најверојатно сум им пророкувал на сите и отприлика знам што, како Господ или што зборува за вас. Знаете што седам дома и вака размислувам. И се велам, има илјадници луѓе во овој град. Има илјадници, има милион луѓе во оваа земја. И велам, се прашувам како Бог или што Бог би зборувал на тој и тој човек. И одеднаш се наоѓам себе си во тоа море на прекрасни, убави зборови што Бог, Таткото, ги има за секој еден човек во овој град. И се наоѓам во тоа море на мисли или намери што Бог има за цела оваа држава. И потоа викам, леле Господи, више не можам да идам понатаму. И Светот вика, не, чекај, ја можам повеќе од тоа да направам. И вели, јас за цела Европа размислувам така. И викам, леле, добро, не можам, многу ми е далеко, многу ми е широко, тоа вика, не, чекај. Јас за целиот свет имам позитивни мисли за секој еден човек. И кога ќе почнете тоа да го разбирате во вашиот ум, барем малку, барем дело тоа, не останувате истиот. Не можете да останете истиот. Не можете да размислувате негативно за некој човек. И нели можете да размислувате дека Бог има нешто против некого. Току знаеш дека тој Бог, кој што се уште тие кои што не го познаваат него, истиот тој Бог веќе има смислено, измислено и планирано добри планови за нив. Уште пред да се родат. И затоа велам, Бог не чека, но знае и со очекување го чекаше твојот момент на твоето раѓање. И вели, леле, ја ова го очекував со илјадници години. Го очекував и еве го се роди. И сега сакам сите мои планови да му ги покажам на овој човек. Сите мои замисли, сите мои добри идеи, се што имам подготвено за него, сакам да му го дадам. Таков е нашиот Бог. Има спремено за тебе нешто што никој не можеше да замисли. И на таков Бог не му веруваме. Некој кој што се прави во согласно со неговата волја. И таа негова волја е совршена, добра, прекрасна, голема, изобилна. И затоа велам, извини, ама ја не можам да се сложам со тебе. Не можам да се сложам со твојата негативна перцепција на нашиот Бог. Единствено што можам да се сложам е со неговите зборови, со неговите мисли, со неговите намери. И јас немам логичен одговор за се што се случува во твојот живот. Немам. Но имам утеха дека Бог кој што го започна делото во тебе, Бог кој што го започна делото во твоето семејство, Бог кој што го започна делото во твојата околина, во твојата црква, во твојата држава, тој веќе работи на тој план. Тој не спие, тој не заспива, тој не чека некој да му помогне на него. Затоа што вели, кој го запознал Божиот ум? Ај само да го најдеме в 1 Коринтијани 2 глава, дека е 16 стих некаде на крајот е.
Каде што повторно вели Павле, вика, кој го запозна Божиот дум, кој му станал советник на него, па да го разбере. И знаете, некој ќе каже, па да, Зоран, стварно, кој го разбрал Господ? Вели, кој го запозна Господовиот дум да го поучи? И тоа може да застанеме тука да кажеме, не можеме да го разбереме Бог, Бог е премногу голем. Знаете што? Одговорот е веќе следниот дел и веќе немаме изговор, затоа што Павле, објаснувајќи, ако читате втора глава, ако читате цела глава, зборува за какви врсти луѓе има. Зборува за душевен човек, кој што вели таквиот не го разбира духот и не му е јасно ништо. Потоа зборува за телесен човек, вика таквиот, тој е противник, затоа што се што го интересира е само телото. Овој другиот го интересира само емоции и чувства и само мисли дека се случува околу него и дека сите го зјапаат него. И Павле вика на крај, али вика духовниот човек, идеме неколку стиха, еве го, вели 15 стих, а духовниот човек пак испитува се и него никој не го испитува. Знаете што е овдека грчкиот збор за испитување или пак за испитува? Е човек кој што е над нештата. Тој е над сите физички закони. Тој е над сите размислувања. Тој не се сложува со човечкиот идеал. Не се сложува со човечките размислувања дека толку е, више од овдека не може понатаму. Тој не се сложува со диагнози. Тој не се сложува со мислења на луѓе. Тој не се сложува со никакви човечки измислици и вели тој ги е над сите работи, тој испитува се. Всушност грчкиот ги суди сите нешта. Тој како судија ги гледа нешта и вика што е бре ова не е точно. Гледа диагноза дека ова не е точна. Гледа некој мисли ова не е точно. Гледа што луѓето зборуваат дека ова не е точно. Духовниот човек размислува како што размислува духот. И затоа вели духовниот човек испитува се. И видите што се случува. И никој, ниту човек, ниту битие духовно, што вклучува ангели и демони, не го испитува него, не го суди него. Зашто? Зашто тој е над нив. Дали го разбираме тој дел? Многу често луѓето кажат, ако ми дојде некој демон, па што ако ти дојде? Што ако дојде? Ако некогаш имате можност, тоа малку страшно, погледнете во очите на демонот, знаете што ќе видите? Тој е исплашен од вас. Но само ја чека вашата реакција. Затоа што во согласност со вашата реакција, тој ќе постапува. Ако му се плашиш, ќе те плаши уште повеќе, ќе биде како баба Рога. Но ако не му се плашиш, ако знаеш кој си, тој ќе избега. Оние очекува твојата реакција. Затоа што он знае кој си ти, ама ја чека твојата реакција. И затоа вика, а духовниот човек, па и никој не може да го испита него, никој не може да го суди него. Ти како духовна личност, тебе никој не може да те суди. Никој. Исус те стави над сите нешта, те подигна, те направи креација за која што никој не слушнал предходно. Тоа ни зборуваше дека сме ново создание. Знаете што е грчкиот збор за ново создание? Тоа мислам дека е 2 Коринтини 3:17 таму некаде. Знаете што вели? Вели нешто што никогаш предходно не било представено на земјата. Создание за кој што никој никогаш не слушнал, не видел, не замислил, Бог те представи, вика, ова е моето ново создание. Така кога ќе читаш ти за тебе дека си ново создание во Христос, всушност било е нешто кое што е представено пред светот, нешто што никогаш предходно, никој предходно не слушнал за такво нешто. Чудо. Чудо си ти. И затоа вели, кој го запозна Господовиот дум за да го поучи? Видите што вика Павле. А ние го имаме Христовиот дум. Ти всушност го имаш Христовиот дум. Ти го немаш умот само твој, ти го немаш умот на таткото и на мајка ти, и на дедо ти. Ја може да кажам многу пророштва каде што сум видел во роднините и сум ми кажал, дедо ти ваков беше, од кај знаеш ти, знам. И татко ти беше ваков, од кај знаеш, знам. И ти беше ваков, од кај знаеш, знам. Бог знае се за тебе. Океј, добро беше ова? Да. Знаете, има толку убави работи за кои што ја верувам дека треба да одлучиме да зборуваме. Јас сум свесен дека има многу збиднувања околу нас, околу тебе, околу твојот живот, да кажеме така, или твојата работа, или твоето семејство
И ако одлучиме да бидеме лале, се ми се, нешто викаме ние, му се собрало се. А тоа му се собрало се, секој месец се случува. И си викаш, чекај бе, ти не можеш да бидеш толку драматичен човек. Не може цело време да биде драма. Му се собрало се одеднаш. И тоа како некој изговор. И ние христијаните не можеме да имаме изговор да зборуваме негативни работи. И ја пак ќе кажам, јас разбирам, ја го гледам тоа дека има многу нешта кои што се случуваат. Но видете, што е изборот мој и твој? Изборот мој и твој е според чиј ум ние ќе зборуваме. Според чиј замисли ние ќе зборуваме, ќе објаснуваме. И според чиј заклучоци ние ќе се водиме. Што ние ќе исповедаме? И знаете, прво ние се смеевме на она движење каде што беше и ние го правевме на време, нели, исповедање, нели, confession, нели, исповедаш и мора да. И знаете, има вистина, има голема вистина во тоа исповедање. Има многу голема вистина што исповедаш ти со твојата уста. И знаете, често и уште ми е жал некој за таа изјава каде што сум кажал некогаш дека моли се до мене 2-3 минути и ја ќе знам до кај си со Господ, нели, таа е малку претерана изјава, али сепак е точна. Помени неколку минути со некој човек, помени 5 минути, не мора да се моли, ајде заборави го молењето, само седни и збори со човекот. И за 5 минути ќе му го дознаеш паметот. И ќе видиш што размислува човекот. Не треба многу. 5 минути помени со човек и ќе видиш што прво му доаѓа, за што првин зборува. Како се однесува кон нештата, дали ги суди луѓето, сите ќе да ти у пекол, за овој нема спасение, за тие ништо нема да ги биде. И веднаш знаеш, не треба да бидеш пророк. И замислете како ти се однесуваш како христијанин. Како ти се однесуваш како ново создание, што ти зборуваш, што јас зборувам за нештата што се случуваат. Како јас ги судам нештата, зашто што вели, никој мене не може да ме суди, али ја можам да ги судам нештата. И мојата одлука е каква пресуда јас ќе донесам за тебе, за случувањето околу тебе, за луѓето што не ги познавам, луѓето што прават глупости. Каква пресуда јас ќе донесам? Затоа што таа пресуда ќе биде во согласност со Божиот, со Христовиот дум во тебе. Така да имаме одговорност ние христијаните. Што ќе правиме со нештата што ги имаме внатре во нас? Али да не заборавиме, целта на мојот говор денеска беше да знаеме дека Исус е центарот. Дека Исус е центарот и дека се случува околу него. И сакав да ви кажувам многу нешта, многу стихови, многу приказни или истории кои што се чудесни, затоа што покажува дека Бог е центарот на сите нешта. Покажува дека што и да правиме, како и да ги вртиме нештата, Исус го прави најдоброто за нас. И еден стих сакам да го, како да кажам, да го донесам на виделина, а тоа е Римјани 8 глава 28 стих. И некако тоа го чувствувам за сите нас денеска, некако многу силно ми стои врз мене и сакам да го донесам ака на површина, каде што вели дека сите нешта содействуваат за доброто на оние кои што го љубат Бог, на оние што се повикани според неговите намери. Некако тоа ми стои како кебе со кој сакам да ве покријам или да ве стоплам или да ве оладам. Да биде околу вас и да знаете да не излезе од вас таа мисла дека се содействува за доброто на оние кои што го љубат Бога и што се повикани според неговите намери. И тоа е прекрасен стих, тоа е прекрасно ветување. Прекрасно ветување. Затоа што јас сум бил во толку многу служби каде што сум изборувал на луѓето за неговите ветувања. И јас знам дека Бог вели да на нив. Бог првенствено вели да на своите ветувања. И ние остануваме да се сложиме со нив. 2 Коринтијани 1 глава 20 стих. Ако веќе сакате уште еден стих. 2 Коринтијани 1 глава 20 стих. Така да Бог веќе вели да на своите ветувања. Твојот памет или твоите мисли или по да кажам твоите зборови ќе одлучуваат дали ќе се служуваат со неговиот памет или не. Али едно нешто да знаеме. Ти и јас не сме центарот на овој свет. Работите не се случуваат само околу нас. Тие се случуваат околу една личност, што се вика Исус. И затоа е добро да имаме доверба во Него. Добро е да го познаваме Него. Добро е да
да растеме во него. Добро е да растеме во неговата благодат, да го разбереме неговото срце. Зашто само така, како христијани, ќе можеме да обстоиме со, како да кажам, со нашето верување. А тоа што ќе има, пак ќе кажам, животот некогаш знае, или да кажам, случувањата во она што него нарекуваме живот, може да бидат испрекинати. Но немој да губиш ниту надеж, ниту верба, ниту доверба, ниту предавање. Или пеевме, ти предавам на тебе, и предавам на тебе. Ја верувам дека многу често мораме да го повторуваме тоа. Не дека на Бог треба да го слушнете, него ние треба да го слушнеме. Вау. Бог е добар. Бог е добар. Вау. Бог е прекрасен. Сакав само да кажам една сторија која што верувам дека ќе во исто време ќе ви биде смешна, во исто време ќе ви зборува како да ние се однесуваме. Бев на една служба, не знам ли го имам кажувано ова претходно, али една женичка дојде и требаше да изборувам на незе и велам, дали ти си радосна личност? И вели, какво е тоа прашање? Збориме за црква, ние сме у црква, она е христијанка и ја велам, дали си ти радосна личност? И нека, какво е тоа прашање? Нели, неминовно дека сум радосна. Викам, ако те прашувам, сакам да те прашам дали си радосна. Вели, да, јас сум по природа многу радосна личност. Викам, супер. И баш кога јас сакав да го поставам второто прашање, да вели, едно нешто ми ја краде радоста. Опа! Велам, значи, јас не за џабе сум го поставил прашањето, а тоа што гледав како нешто ја краде радоста. Ама не може да го опишем тоа. И вели, направив нешто кое што после толку години ми ја краде радоста. Ништо лошо не направила женава, само верувала дека крајот на светот ќе биде за една година. Она верува дека готово, антихристот ќе дојде, сите ќе не мачи, ќе не измачува, ќе не дави и изнакупила цело веро го купила. Се што имало купи, направила шелтер, како си тоа бункер. И внатре направила, собрала храна за 2 години. И вели, Зоран, скупив храна за 2 години. И кредити и све. Важно да се бидам сигурна, ако дојде ѓаволот, да јадеме нешто. А викам, што ви ќе ручате заедно со него? И вели, но нешто ми ја краде радоста. Викам, знаеш што ти краде тебе радоста? Викам, тоа ти краде радоста. И вели, што да направам? Велам, земи се и продај. Сушто викам, немој да го продаваш, него да го дадеш, викам, да го раздадеш на сите околу тебе. Ама како така ти не даш околу пари се тоа? Да го раздадеш. После службата рече, ти ми го даде најдобриот одговор, ми ја врати радоста. А тоа што тоа ме мачеше, 2 години ме мачеше, го чував, не знаев што да правам, вика ќе го дадам. Така да, ја верувам дека треба да бидеме мудри за тоа како се однесуваме со нештата. И да не се плашиме од непотребни плашила, него да веруваме на оној кој што е верен, кој што може да го комплетира тоа што го започнал. Амен. Ајде ќе станеме сите заедно. Вау. Супер. Не знам Николче ако е спремен или желен да испее една песна. Колку да не расположили заедно да испееме една од тие убавите ваши песни. Али знаете, јас воопшто немам намера да само да ве мотивирам или да ве инспирирам, него сакам да ве потикнам внатре во вас или да се потикнам сами од себе си, да размислуваме на божествен начин, да размислуваме на Христов начин, да размислуваме како што никој друг не размислува. Затоа што ќе направи разликата меѓу тебе и некој друг кој што не го познава Христос. И ти личиш како човек. Еднаш бевме пред многу години во еден град, нема да ви кажам во кој град, ова беше пред многу години. И со Ребека, знам, отидовме дечко и девојка, влеговме во тој град. Знаете што беше првата реакција на Ребека? Рече, личат исти. И стварно, во тој град сите има округли фаци. Сите. Отидовме во друг град, има правоаголни. Нели? Ама сите. И сега ти да седиш таму, се шеташ и кажеш, не знаеш кој е христијанин, кој не е. Сите си имаат округли фаци, нели? Али нешто мора да прави разлика помеѓу тебе и тој до тебе. Што личи на човек, личи на тебе, има исти, може и мириса исто како тебе, зашто јаде иста храна, ама нешто мора да прави разликата. Некаде мора да постои разлика, зашто луѓето ќе кажат, што е ова во тебе што го имаш ти? Што е ова што го имаш ти во тебе? Океј, ајде се, јас ќе ја благословам и потоа ќе испееме една песна. Али ја верувам дека е посебен ден, некако посебно го чувствувам овој ден,
за тие што се тука присутни. Некако ми е, ја би рекол, еден од омилените денови. Не знам зошто, ама некако ми е омилен овој ден, затоа што знам дека нема да останеме исти. Дека нема да очајуваме. И дека нема да... Некако нешто чудесно. Господи Исусе, Ти си центарот на сите нешта. Ти си средината на сите нешта. Ти си балансот на сите нешта. Ти си тој за кој што ние постојано пееме, зборуваме, размислуваме и најповеќе од се копнееме да те разбереме, да го разбереме Твоето срце, да разбереме Твојата близкост, да разбереме Твојата намера, како за нас, така и за другите луѓе. Но денес јас те молам преку Светиот Дух да ни дадеш дух на откровение и да можеме да разбереме Твојата судбина, Твоите мисли за луѓето околу нас. Дали се тоа 5, 10, 100, 1000, Господи, дај ни откровение, дај ни увид во тоа како Ти размислуваш за сите тие луѓе. Дали се тоа политичари кои што ја убрљале целата работа, дали се тоа криминалци, дали се тоа луѓе кои што направиле подли и лоши работи. Сепак, Господи, Ти размислуваш поразлично за нив. Јас те молам за таков увид, за нешто што ќе ја растресе дури нашата теологија на нештата како ние ги гледаме. И дај ни Христов ум да размислуваме како што Христос размислува за секој еден човек околу нас. И Татко, фала Ти што Ти веќе имаш убави мисли за сите луѓе. Ти веќе имаш добар план. Ти веќе имаш совршен план за секој еден човек во Скопје, во Македонија. Ти благодарам. Татко, фала Ти во името на Исус. Ги благословувам сите браќа и сестри во секоја една црква во Македонија. Ги благословувам со дух на откровение, да бидеме пророчки луѓе, да бидеме луѓе кои што ги разликуваме нештата, кои што размислуваме како Христос. И нека црквата биде светлина, нека веќе е светлина, нека сјае во својот сјај, да го покажува Евангелието на благодата, да го прокламираме Евангелието на благодата, каде што луѓето се спасуваат и се спасуваат, и се спасуваат и се спасуваат, и се спасуваат и се спасуваат, што нема да знаеме што да правиме со нив. Единствено што ќе биде да можеме да ги сакаме и да ги прибираме, да ги поучуваме на Божјата љубов. Татко, фала Ти во името на Исус. Амен. Слава Ти, Исусе. Вау.